однос на актуелната власт. Се вели во протестните летоци што денеска беа делени за време на студентско-средношколските протести. Ние не сакаме да живееме на маргините на општеството што треба да го водиме и бараме третман што ни доликува. Велат студентите, повикувајќи ги сите граѓани да протестираат заедно со нив наредните денови. Инаку 14 студенти, членови на организациониот одбор на протестите, од денеска најавуваат штрајк со глад. Поставувањето шатори за штрајкувачите во паркот Жена Борец денеска беше спречено од припадниците на МВР заради непоседување адекватна дозвола, а студентска делегација го мина денот во градското собрание барајќи ја потребната дозвола. До овој момент добивањето виза за поставување шатори во градскиот парк е неизвестно, што според студентите не го одложува почетокот на штрајкот со глад. А во меѓувреме, нашата репортерска екипа ги посети студентите во паркот Жена Борец и еве, според репортерскиот запис, што се случува таму во моментов. Штрајкот со глад на 15 студенти, членови на организациониот одбор на студентските протести, продолжи вечерва под отворено небо во паркот Жена Борец пред собранието на Република Македонија. Во меѓувреме на штрајкувачите им се придружиле и 2 студентки од Природно-математичкиот факултет, а според Филип Петровски, студент при Филозофскиот факултет, за доцна вечерва најавени се да се приклучат и 3 граѓани. Оваа бројка е доволна, ние не одиме на квантитет, туку на квалитет, ни изјави Петровски, битно е штрајкот да продолжи. Студентите од факултетот за туризам и гостителство од Охрид утре и задутре ќе излезат на мирни протести во знак на поддршка на студентите од Педагошкиот факултет во Скопје. Ова денеска на пресконференцијата во Охрид го соопшти председателот на Сојузот на студентите при факултетот за туризам и гостителство Димче Каневче. При тоа тој рече дека тие како Сојуз цело време ги поддржувале барањата на студентите од Педагошкиот факултет, а причината што досега не протестирале лежи во фактот што не можеле да најдат заеднички јазик со председателот на Сојузот на студентите при Битолскиот универзитет. Унијата на средношколците на Македонија во денешното соопштение ги повторува познатите барања за наоѓање начин од страна на државните структури за нивно решавање и толкување во јавноста. Во насока на долгорочно третирање на специфичната проблематика на средношколската младина и образовниот систем, Унијата на средношколците на Македонија во наредните 3 месеци ќе реализира трибини, конференции и семинари за нивна реализација. Активно ќе бидат вклучени средношколците од целава земја, професори од средните училишта и од факултетите и представници од соодветните државни и научно-истражувачки институции. Во соопштение денеска се огласи Младинскиот совет на Македонија. Меѓу другото се истакнува дека советот се залага за промовирање на младинските организации како начин за заедничко долгорочно и содржински богато действување. Младинскиот совет на Македонија истовремено државата бара да ги ангажира своите органи и надлежни научни институции за преземање сеопфатни истражувања и анализа за актуелните проблеми и потреби со кои се соочува младата генерација и врз таа база да се подготви платформа на државата во однос на младите. Министерот за образование и физичка култура Софија Тодорова на негово барање го прими амбасадорот на Франција во нашава земја Жак Хунцингер. Во долгиот разговор, францускиот амбасадор се интересираше и беше детално известен за актуелните состојби во врска со протестот по повод донесувањето на законот на јазиците, на кој се изведува наставата на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје, при што беше изразена загриженост од можното влијание на овие настани врз меѓунационалните односи во Република Македонија. Ги повикаа студентите од Педагошкиот факултет од Скопје да го прекинат штрајкот со глад. Кипријанова и Климовски ги поддржуваат студентските барања што се поклопуваат со ставовите на Универзитетскиот сенат. Студентите кои штрајкуваат втор ден со глад, ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи Радмила Кипријанова и Универзитетскиот сенат немаат разлики во дел од барањата на штрајкувачите. Делот се однесува на барањата кои се поклопуваат со ставот на Универзитетскиот сенат. Еден апел до вас да престанете со штрајк за глад, а длабоко верувам дека за сите работи можеме да се договориме и ќе разговараме секаде. Да им дадеме простор на судиите на Уставниот суд да одлучат така како што мислам дека според Уставот и според правото треба да се одлучи. Во паркот на Жената Борец, каде што се наоѓаат денеска 19 штрајкувачи, Кипријанова изјави дека се надева на скорешно донесување на законот за високо образование, додека Климовски нагласи дека универзитетот не смее да биде фактор на дезинтеграција, туку на интеграција на Република Македонија.
Инаку денеска од страна на градскиот архитект Душко Кадиевски пристигна согласноста за времено поставување на шатори во делот од паркот. Во согласноста се образложува дека штрајкувачите се обврзале по штрајкот да го обноват зеленилото. Денешната поддршка на штрајкувачите повторно пристигна од Штип, како и од околу 200 студенти и средношколци од различни факултети и средни училишта, кои денеска минаа пред Министерството за образование и пред владата на Република Македонија. Денеска им се обратија ректорот на Скопскиот универзитет доктор Радмила Кипријанова и председателот на Универзитетскиот сенат доктор Саво Климовски. Попладнево околу 16 часот Министерството за внатрешни работи интервенираше во паркот на жената Борец, откако штрајкувачите со глад започна сокривањето на шаторот. До подготвувањето на извештајот, според полицијата, од неа би требало да следи соопштение, а според студентите од нивниот попладневен прес, полицијата интервенирала и покрај согласноста добиена од градскиот архитект Душко Кадиевски. Ни даде одобрување за поставување на овој шатор. Меѓутоа полицијата не ни дозволи да го поставиме и влезе овдека и настана еден инцидент предизвикан од полицајците, совеќам на целата македонска јавност од утре слободно да се приклучат на овој мирен протест и бараме поддршка од сите политички партии, затоа што сметаме дека треба да не заштитат. Нашата сигурност не е гарантирана. Да ми јасно и гласно дека утре во 12 сатот ние го поставуваме шаторот и не може никој да не спречи. Само ако не донесат црно на бело дека ова одобрување се поништува, тогаш нема да го поставиме. А иначе по секоја цена ќе го поставиме, па го потребно ќе се сепаме. Штрајкот со глад на студентите и мировниот протест, рекоа тие, ќе продолжи и покрај тоа што, како што рекоа, полицијата ноќеска ги повикувала средношколците на информативен разговор. Студентите штрајкувачи денеска наведува и дека ако продолжи притисокот на Министерството за внатрешни работи, ќе се откажат и од конзумирањето течности. Инаку денеска штрајкувачите со глад беа посетени и од ректорот Радмила